Предлогот на СДСМ подпредседателската тројка на ДУИ го презентираше на представниците на Движењето за реформи на ДП. Речиси 2 часа Меджити, Арифи и Бејта, како и Царавари, Ферати, Точи и Беџети, според информациите, ги чешлале сите детали околу пакетот што од Бихачка стигна во Мала Речица. Неофицијално во фокусот бил законот за албанскиот јазик. По средбата беа многу воздржани, на прашање одбија да одговараат, а пакетот од СДСМ не го ни спомена. Тврдат детално ја поминале единствено албанската платформа, а средбата била конструктивна. Можам да ја третирам средбата како конструктивна, каде што отворено разговаравме за тие точки кои сметаме дека се многу битни точки и точки кои ја приближуваат Македонија кон НАТО и кон Европската унија. За нас како политичка партија многу е битно и како Алијанса за албанците многу е битно да се реализираат сите точки на платформата на политичките партии на албанците, без разлика кој ќе биде во таа комбинација на идната влада, за да се реализираат и да се имплементираат сите точки на договорот помеѓу политичките партии на албанците. Од двете партии одбија да одговорат зошто иако беше најавена пропадна средбата меѓу лидерите Ахмети и Села, а и зошто на маса не се најдоа и представници на БЕСА, доколку единствена точка била албанската платформа, зад која застана и Билал Касами. Тој пак уште пред пладнево им порача дека не седнува на иста маса со Али Ахмети. И додека партиите се консултираат, од ДУИ нема најава дали презентацијата на предлогот на заев значи дека пакетот за брзо време ќе се најде и пред централното претседателство на ДУИ. Од Мала Речица денеска во фокусот токму законот за албанскиот јазик. Според дел од функционерите, тоа прашање е се уште спорно. Партиски извори од ДУИ, блиски до крилото кое се поврзува со ВМРО ДПМН, брифираа дека законот кој што го добиле не предвидува целосна двојазичност, што е барање од програмата на ДУИ од платформата на албанските партии, а дел од членовите на ДУИ пак на состанокот ќе бараат отчет зошто е тоа така. Од друга страна пак дел од функционерите кои беа најгласни против коалиција со ВМРО ДПМН велат дека законот за албанскиот е согласно уставот и Охридскиот договор и таков треба да биде прифатлив за сите. Освен за законот за албанскиот јазик, тимовите според информациите ги затвориле прашањата и околу специјалното јавно обвинителство, Европската унија и НАТО, а се разговара и за основните принципи на двете изборни програми, кои што треба да се усогласат за да станат една единствена владина програма. Од СДСМ денеска и официјално потврдија дека ги пратиле материјалите до ДУИ, додека од партијата на Ахмети дека почнале со разгледување.